Непризнавањето на потезите за кои постојат јасни свидетелства, игнорирањето на непобитните факти и прикривањето на сопственото и тоа блиско минато, зборува за тоа дека промените не се суштински, туку само козметички. Никогаш немало изјава од ВМРО ДПМН против Соединетите американски држави. ВМРО ДПМН нема да дозволи понатамошно мешање на амбасадори во внатрешно политичките прашања на земјата. Против Соединетите американски држави, ВМРО ДПМН никогаш не дало изјава. Некои амбасадори кои почнаа премногу да се мешаат во нашата внатрешна политика мора да престанат да го прават тоа. Во тие изјави никогаш не беа споменати Соединетите американски држави. ВМРО ДПМН го напушта форматот на состаноци и преговори со други политички партии во кои учествуваат амбасадори, странски посредници или представници на други држави. Одбивањето да се прифати одговорност и обидот со театралност да се прикаже блискоста од која и натаму не може да се почувствува искреност, наликува на идентитетската фасада со која упорно се бандажираше исчашениот историски зглоб, за чија преврска наместо вистински намери се кријат докази за криминал, неспособност и национален срам. Јас сум убедена дека овој прекрасен објект, кој што е едно сведоштво за нашето минато, поврзувајќи ја и сегашната, се разбира, и иднината, ќе представува еден објект кој што многу ќе има една далекосежна мисија. Новите објекти на МНТ и археолошкиот музеј попуштија од обилните врнежи. Сите овие објекти даваат го сликуваат нашиот идентитет, идентитетот на Република Македонија, на сето оно што го имаме и како вредностен аспект. 90% од зградите кои што се изградени во рамки на проектот Скопје 2014 ги покажуваат истиве проблеми. И не се проблем само објектите, туку и луѓето. Упорното товарење на администрацијата која се третира како безбедна скривница за партиските медиокритети, напукнува од огромниот неиздржлив притисок. Кабинетската досетливост на политичките мезимчиња била, а очигледно и натаму се толерира до таа мера, што најгрубо се подигрува со здравиот разум. Имаше еден многу карактеристичен случај, земав телефон, се јавив директор на едно јавно предпријатие од надлежноста и гледам оделение за сметководство. Кажете ми, објасните ми што е работева, што е улогата на овие луѓе. Ова фактурант, фактурист и фигурант, па вели фактурант, тој фактурира за услугите. Фактурист, тој ги прима фактурите и ги книжи. А фигурант, па тој немале што да му, какво звање да му дадат, па фигурира во систематизацијата и се вика фигурант. Ваквата состојба јасно покажува дека државниот апарат се става во функција и се користи единствено за остварување на крајната цел, а тоа е од него да се црпи квалитетен кадар, ама не за работа, туку за подмачкување на совршената гласачка машина, која испорачува власта, како единствен продукт за кој се интересира политиката. За разлика од овие световните, оние што ја црпат од озгора наместо да најдат форма да ја споделуваат, реагираат како размазенковци кога некој ќе им спомене дека воопшто не мислат на фигурантите, односно на паствата, само на себе. Обично млади луѓе кои имаат по 20 на години, 25 и така натаму, сега не можам да говорам за имотната состојба на нивните родители и така натаму, возат далеку по луксузни возила, од што ги возат свештените лица или што ги возат епархиите што ги имаат. Имаме две возила, едното возило е шеска, другото четворка, мислам Ауди. Значи, старото е возило веќе 19 години старо, сме го чувале, сме го пазеле и уште во употреба, а другото е 8 години старо. И на крајот, луксузно или не, секој треба да се внимава и да се го чува тоа што е негово. Тоа од стар човек сум го чул дека кога ме праша една што најмногу се брани во животот. Ја не знам да му одговорам, сакам му реков фамилијата, најблискиот, деца, сопругата, не ви. Украденото. Тоа што не е твое. Ако минатото се заборава, а сегашноста е минлива, тогаш е време да се украде иднината, за да има што навистина да се брани.